нас. Многу ми е мило што денеска има една убава бројка на наши гости во оваа дискусија. Вечерва ќе разговараме на тема средношколски муабети во време на вонредна состојба. Како Младински сојуз дојде до оваа тема, сето произлезе од потребите на младите луѓе со кои што ние секојдневно работиме. Така да заклучок беше на тимот кој што работи во Младински сојуз дека убаво е да ги ангажираме и ги слушниме малку средношколците со какви предизвици се соочуваат во текот на оваа вонредна состојба, затоа што имаме впечаток во Младински сојуз дека општеството само им кажува колку до колку часот да излегуваат, како да се однесуваат, колку да пијат, колку да јадат, а никој ништо не ги прашува и не се слуша гласот на средношколците, така да целта на оваа дискусија е баш тоа, да се слушни гласот на средношколците. Со мене вечерва се Матеја, Игор, Трајче и Елена, и јас ќе ве молам да сите четворица сега одново брзински да се представите, за да знаат дечките што се со нас или гостите што се со нас, со кого ние вечерва ќе муабетиме. Добро, еве јас ќе дам прва. Јас сум Матеја Танасовска, живам во Скопје и сум средношколец во гимназијата Орце Никола во Скопје и сум 3-та година. Во Младински сојуз волонтирам од лани летото и така знам за целата организација. И сум многу задоволна сега. Супер, добро. Ајде, Игор? Здраво на сите, јас сум Игор Стојков. Доаѓам од Велес, но моментално сум на годишна размена во Соединетите Американски држави, во сојузничката држава Нју Хемшир. 3-та година сум и одам во Американско училиште и имам 18 години. Со Младинскиот сојуз Крушево имам учествувам во неколку проекти во и вон границите на Македонија. И да, возбуден сум за денешната дискусија. Јас би сакала да ве замолам сите да ги ставите на мјут микрофоните, затоа што има звуци од сите страни. Кога ќе дојде време за прашање, ќе може да ги поставуваат. Извини, Билјана. Нема проблем. На ред е Трајче. Здраво на сите. Јас сум Трајче Илиовски, живеам во Прилеп, сум средношколец во гимназијата Мирче и 3-та година сум. Супер, фала ти Трајче. И Елена. Здраво, јас сум Елена Микаловска, доаѓам од Словенија, живеам тука веќе 12 години и одам во гимназија за современ танц во Лјубљана. Која година си, Елена? 3-та година сум, но 17 години. Супер. Не бака сега, ние кога се договаравме за дискусијата, нас во Младински сојуз некако многу љубопитно не интересира, ама љубопитно баш, како изгледа денот на еден средношколец во текот на оваа вонредна состојба, независно каде се најдува во светот. Затоа би почнала јас со Трајче, пошто како да речам, Трајче, Матеја, кои сакате, пошто вие сте тука. Како ви изгледа вашиот ден во текот на оваа вонредна состојба? Нема проблем. Добро? Да започнам јас? Може? Ако може, Трајче, бујром, повели. Нормално, на Сабајле станувам, се спремам. Во колку сатот стануваш? Па сега дека имам ограничено време и можам да одморам повеќе време и станувам околу 11-12 така. Се спремам за да спортувам. Оти друго во карантин немам што да правам. И после тоа кога ќе се вратам дома, готвам, спремам јадење, нешто да си приготвам. И после тоа читам книги, па имаме онлайн часови, имаме предавања, проекти и после на крај гледам серија и спиам. Во делот на онлайн часови, гледам серија, супер. Во делот на онлайн часови, колку време во денот имаш онлайн часови, дали по сите предмети имаш онлайн часови?
Не, немаме по сите предмети часови, имаме околу 2 сати предавање и тоа само по еден предмет, македонски. По другиве предмети обично одиме со проекти, презентации, видео снимки, така. Добро. Матеја, тука си Матеја? Тука сум. Добро. Тебе како ти изгледа денот од како почна оваа вонредна состојба? Престанавте да учите. Како изгледа денес сега во моментов денот на Матеја Атанасовска? Морам да кажам дека мене ми одговара позитивно карантинот затоа што имаме повеќе време да посветиме на себе си. И дефинитивно имам повеќе време за да се наспиам, така што денот мене ми започнува во 12 или 1 попладне. Имав слободно време па се средив в мојата тераса, ја направив убава како мало апартманче на некој начин и таму го посветам најголем дел од денот. Имам време за да комуницирам со моите другарки, дали на камера, дали на видео повик или дали на обичен повик, не е битно. Исто така, најголем дел од времето го посветувам или пишувајќи или гледајќи филмови и секако мал дел за учење кога имаме часови. Чекај. Викаш мал дел за учење. Колка процент? Затоа што не по секој предмет имаме онлайн часови, туку само по одредени предмети, по 2 предмети, да. А за другите предмети добиваме само проекти кои треба да ги сработиме и да ги пратиме на професорите. По кои предмети имаш онлайн часови, Матеја? Имам по химија и по математика. И држиме состаноци на Zoom. Додека пак по другите предмети имаме само како проекти кои треба да ги сработиме на Google Classroom, дали на Gmail, дали на Discord. Океј, Матеја. Ајде да видиме, Игор е тука, Анелија? Тука сум, да. Супер. Тука. Ајде, Игор, вака како многу најдалечен си во моментов од сите нас, ти си во Америка, нели? Каков е денот на еден средношколец во моментов? Ти и таму е вонредна состојба, не е само... Да, апсолутно. Да, кажи му на сите овде што се со нас денес, каков е твојот ден? Што правиш во текот на денот? Важи, супер. Мене пред малци интернетот никогаш нема да падне, освен кога навистина ти треба, и тоа се случи сега. Пред 2 минути ми интернетот падна за некоја прича, не знам зашто. Нема врска. Мене денот, како американски средношколец, ми е како и сите со малце пореметено спиење. Нели, се будам во околу 10-11 часот, поедок сето тоа и првото нешто што го правам во денот, освен пиење кафе, да изгледам нешто на Netflix за да ми почне денот така малце порасположено. И целиот образовен систем во САД моментално работи со далечинско учење, така веројатно ќе се преведе. Па на Google Classroom имаме секој ден, не секој ден, зависи до секој професор различно. Некои професори даваат задачи за поголем рок, некои даваат за само еден ден. Ние, за разлика од многу други училишта, затоа што училиштата во Америка се разликуваат од држава, сојузничка држава до сојузничка држава и од училиште до училиште, не важат сите правила за сите училишта, така да јас немам секојдневни сесии. Може некој професор во одреден момент да повика состанок, може некој професор воопшто да не повика состанок. И ја извршувам задачата што треба да ја извршам во текот на денот, тоа ќе ми зема од прилика 2 до 3 часа секој ден. И мислам дека стварно професорите тука ја сваќаат ситуацијата и колку со самата наша психа и со менталното здравје колку ситуацијата е опасна, па затоа го држат на едно пониско ниво, затоа имам само од 2 до 3 часа, што е реално добра бројка. И пред тоа се жалев дека целиот мој живот беше во брзање и дека се работи на брзање, училиште, спортови, театар, па дома, па нема време за ништо. Имаше прекрасни книги што сакав да ги прочитам и некои онлайн курсеви што сакав да ги земам, па затоа ја прочитав 2 пати Големиот Гетсби, една од моите омилени книги, и читам различни други книги од сите видови на жанрови. И друго интересно што почнав да учам шпански на Duolingo, го препорачувам тоа на сите.
одлично како да си го поминете времето, во исто време и да научите, а не изгледа дека учење, изгледа дека повеќе на забава. И почнав 2 онлайн бесплатни курсеви. Од Јел универзитетот има еден курс за добробит и за добра енергија и еден курс од универзитетот од Калифорнија. Почнав да го работам на феминизам и социјална правда. И стварно препорачувам да почнете сите така, да земете некои курси и стварно нема многу работа, ќе научиш некои нови работи и едноставно изгледа дека животот е пак во нормала и пак имаш повеќе задачи и не е само седење дома. Јас сум од една страна сум и привилегиран што сум во различна средина, па некои други работи што дома не би ми изгледале возбудливи, тука ми изгледаат повозбудливи. Например, научив да готвам некои рецепти што не би ги готвел дома, некои поразлични рецепти. И така се наоѓам во една друга средина, па тоа е поинтересно од една страна. И да, во сето тоа сумирано, многу книги, многу онлайн курсеви, такви некои интересни работи, многу YouTube, многу Netflix. И да, немам видено никој друг освен семејството што сум сместен. Во цел месец немам видено со никакво друго човечко битие. Во еден месец. Не гледаш, еве нас, не гледаш, да. Супер, Игор. Елена? Да? Сестрата на Кристина. Како изгледа твојот ден? Мојот ден започнува во 9 сата цабајле, за разлика од сето друго. Пошто сакам да станам порано, пошто од 8 сатот нас веќе почнуваат да ни праќаат материјали кои треба да ги обработуваме сами. И од кај 8 до кај 3 работам за школата. Понакогаш имаме онлайн клас, имавме досега и исто така 2 теста преку интернет. Чекај, застани. 2 теста преку интернет. Што полагаше, Елена, преку интернет? Англиски и словенски. И сега имат исто даено датуми за други предмети. Како полагате? Која платформа ја користите? Милион прашања имам сега да те прашам. Уствари, професорката ни прати на мејл тестот и не гледаше цело време на камера што правиме како правиме, ние меѓувреме го пишувавме тестот, на крајот ти го сликавме и го пративме на мејл. Тоа беше англиски, а словенски пишувавме есеј, спис. Таа само ни ги прати темите, ние го напишавме исто и го пративме. Супер, добро. Сега, како што ни кажуваат, мислам дека повеќе ќе има се и на устно, ќе ни се јавуваат вака преку Zoom или преку видеокол и ќе не испрашуваат. После 3 сатот, кој ќе завршам се со школата, си земам време за тренинг, правам муабет на телефон со другарките, излегувам на тераса да малце воздух да ме фати. И тоа. Не излегам веќе 6 недели не сум излезена од дома. Надвор од терасата. Супер, не е многу различно, а не е многу исто. Мене така ми личи, ама добро ќе видиме. И сега малку, ова беше како да речам, да ве опуштам, бидејќи сте средношколци, за да почнат, прво да ве запознаат луѓето што се околу нас, а второ и да видиме. Според вас, една сериозна тема отворам сега, кои се клучните предизвици кои што средношколците ги имаат во текот на оваа вонредна состојба, односно во текот на тој месец дена што не сте излазени од дома или 6 недели или како и да е, колку свати вие сите сте примерни средношколци, сите не излегувате од дома, што не знам дали така треба, ама добро. Според вас, кога велам клучен предизвик, за да ме разберите, јас не го сакам зборот проблем и затоа не го употребувам, затоа не велам кои се вашите проблеми, ама што ви е најголем проблем во текот на овие 6 недели? Со кој проблем најмногу се соочувате? Со кој предизвик и како го надминувате тој предизвик? Јас сега пак би почнал од Трајча. Може. Јас сметам дека клучен предизвик во оваа ситуација ни е полицискиот час, да започнам со тоа, што имаме одредено време да излеземе и тоа е за нас многу кратко. Немаме многу работи што можеме да ги правиме
Кажи, Исто чекај, така. кажи, Трајче, извини што те прекинувам. И на сите ви се обраќам со ти, и сметам дека така треба. Кога можете да излегувате? Јас Кој е бидејќи за вас? Да. под 18 можам да излегувам од 1 до 3 часот и за тоа време мислам дека не можам ништо да направам. Многу кратко време, но се трудам да го искористам максимално тоа време и почесто го посветувам на спортување и тоа го правам, но и то не знам, мислам дека не ни е доволно, дека барем може уште малце да ни дозвола слободно време. Бидејќи сега ние кога излегуваш надвор во тие 2 часа, што правиш најчесто? Најчесто спортувам. Добро. Тоа е за тебе клучен предизвик. Да, имам уште еден клучен предизвик, мислам дека сите се соочуваме со тоа, ние образовниот систем, односно крајот на годината, како ќе се одвива, финалните оценки, како би се склопиле една крајна оценка, тоа е клучниот предизвик за мене. Почнуваат тестирање кај вас во Мирчевцев, Трајче? Не, кај нас училиштето како гимназија Мирчацев е многу строго училиште, но со онлайн наставава се покажа дека е многу поопуштено и дека професориве толку не разбира сериозноста на ситуацијава и повеќе имаме само проекти, немаме онлайн предавања со исклучоци на некои професори, само како што кажав, имам предавање само по македонски, толку другиве ги извршувам со проекти. Мислиш дека е доволно или не е доволно? Мислам за да го разберам предизвикот. Мислам дека со онлайн наставава дека јас не можам да се снајдам со онлайн представа. Зошто? Оти ми е многу потешко. Оти некој математика, исто и хемија и физика, не може со онлайн часови јас да разберам. Оти немаме никакво посебно објаснување, туку имаме само презентација и таа презентација пак сами треба да ја преработиме и немаме никакво објаснување. Добро, супер. Фала ти, Трајче. Игор? Да. Мислам, кај тебе сигурна сум дека ќе бидат различни предизвиците, затоа што прво си сам си во Америка и така натаму, ама сепак би сакала да те прашам според тебе кои се клучните предизвици што средношколците сега во Америка ги преживуваат, како да речам, според тебе? Ева вака. Прво да почнам, нели, за полицискиот час, на американците како нација никој не може да им воспостави полициски час, затоа што нели американците се нација кои си го сакаат уставот, си го сакаат првиот амандман и си ги сакаат сите слободи што ги имаат. Никогаш не би дозволиле да некој да им го забрани правото на движење, што е интересно од една страна. И затоа сакам да кажам дека доколку јас сакам да отидам некаде, тоа ќе ми биде дозволено, никој не ме надгледува или било што. Сепак сите тие барови, ресторани или кафичи или што и да е се затворени. Ние го затворивме училиштето една недела после Македонија што го затвори и од една страна што е многу позитивно, мислам дека таа транзиција од на училиште со онлайн настава се одви многу брзо, многу лесно, многу како подмачкано, затоа што да, они стварно имаат многу вложено во образовниот систем, сите имаме компјутери дома веќе и без онлайн наставата секој ученик имаше компјутер со интернет дома и јас еве како дел имам компјутер што работи супер брзо. Сите бевме на Google Classroom, мислам Америка е на Google Classroom уште пред 5 години и сите се навикнати да користат Google Forms и професорите се обучени за да ги користат сите тие работи. Па затоа мислам од една страна и јас како американски ученик имав многу големи привилегии и предност, но од друга страна многу голем предизвик за американските средношколци е тоа што навикнати се најголемиот дел од социјалниот живот и се што се дешава околу нивниот живот на еден средношколец одвива на училиште. Од училишниот ден трае до 2,5 часот, што е стварно многу време, ама после тоа сите ученици остануваат на дополнителни екстра како клубови, сите учествуваат во одреден вид на спортови, театри и тоа им зафаќа 85% од денот и сега стварно сите ученици изгубија на за сето тоа што сакаат да го прават, за сите тие спортови, целиот нивниот живот се одвиваше околу тоа и сега тие ученици нема да го прават тоа. А од друга страна што сметам дека е многу интересно дека во Америка учениците почнуваат со работа со part-time job или како се вика половична работа. Тамам си е до
уште од 14-15 години, што не е, ние како општество во Македонија не сме навикнати да го гледаме тоа, и тие ученици најчесто работат во Таргет, во шопови, во продавници, во такви работи, и сега пак тие ученици се сметаат за есенцијални работници и од владата им е дозволено се уште тие бизниси да работат, па 85% од моите другари се уште одат на работа покрај тоа што треба да ги завршуваат наставниот проблем, и затоа ја мислам стварно се многу повеќе изложени на опасност и значи дефинитивно се повеќе изложени на опасност. Јас не работам, немам право да работам тука, што една страна ми е супер, и да, тоа е мислам огромна предност. Би го дал како утеха за македонските студенти, ние не треба да работиме, што огромна предност. И од друга страна Америка има премногу вложено во образовниот систем, но не толку во здравствениот систем, па јас имам некои ученици што немаат здравствено осигурување, знаете тука колку се прескапо и дека здравството не го покрива државата, па затоа нивниот живот е дополнително здравие, дополнително на ризик поради тоа што некои не може да си ги дозволат медицинските третмани и сето тоа, па сега со коронавирусот тоа е уште поскапо, и стварно мислам дека не е многу добро да бидеш средношколец во Соединетите Американски држави во време на коронавирус, токму поради овие услови, но од друга страна пак стварно со училиштето мене ми оди многу лесно, се навикнав, наставниците имаат преголема доверба во учениците што би ни дале тест да го правиме и да го пратиме до утре до 12 часот. Наставниците стварно веруваат дека учениците нема да препишуваат, и јас стварно сум многу изреволтиран од нашиот образовен систем, затоа што сите наставници сакаат орално да не слушнат ние што како ќе испееме лекцијата, а доаѓајќи тука сватив дека јас ќе ја испеам лекцијата утре, ама ќе ја заборавам за 2 дена, и стварно тоа немаше никаква зошто јас да ја учам таа лекција за да знам да ја испеам. Стварно мислам дека овој коронавирус ќе ни покаже на нашето образование дека одиме во бездна, одиме во и многу работи треба да се променат. Од една страна тоа е голема позитивна за генерациите што доаѓаат да имаат подобар образовен систем. Ако гледаме позитивност. Супер, Игор, браво. Матеја? Според мене најголем предизвик со кој се соочуваат средношколците во овој период е многу слободно време кое ни се појавува еднаш и тајна дупка која настанува. Бидејќи ние од мали сме учени да имаме многу активности, да бидеме ангажирани на многу разни полиња, и од еднаш ни се појавува простор каде што ние веќе не можеме да вршиме ние на тие активности и веќе не сме на некој начин во трка со времето како што сме научени до сега. Или за да поминеме, за да се, не знам, да се тргнеме на страна од таа трка со времето која настанува, секогаш сме се вртеле на социализацијата или на разговори со нашите пријатели и слично. И сега во вакви моменти ние не можеме да оствариме директен контакт со нив и да имаме премногу слободно време. Тоа слободно време мислам дека на некој начин на почетокот на сите ни беше проблем. Сите се соочувавме со истиот, но со текот на времето свативме дека можеме да го искористиме позитивно, со цел да го искористиме за да станеме на некој начин некоја подобра верзија на себе си, да можеме да се изградиме себе си како личности, да се запознаеме себе си повеќе, и сега го да сватиме дека нашата продуктивност не е нашиот идентитет на некој начин. Во врска со онлайн наставата, би рекла дека ние не се соочуваме со толку големи проблеми како останатите средношколци, бидејќи кажа дека се, например, Трајче кажа дека му е многу потешко. Кај нас би рекла дека е многу потешко затоа што онлайн наставата функционира добро, но проблемот е што нема една конкретна платформа која се користи кај професорите, туку се користат многу различни начини. Но сега кога тоа настанува затоа што ова е прв пат да се соочуваме со ваква ситуација и на некој начин никој не бил ни спремен дека ќе се случи, и настанува таа една дупка во образовниот систем и може целосно да се оствари таа настава. Така да тоа е како проблем. Супер, Матеја, имате сите различни перспективи. Сега, ба и те ме интересира Елена што ќе кажа за предизвиците. Те не интересно како ќе доживуваат предизвиците. Елена, тука си? Да. Ајде да видиме. Дека најголем предизвик е тоа што треба ти сам да си го организираш времето, сам да се натераш да го направиш нештото. Пошто јас имав
цело време тренинг. Јас со толку до толку морав да одам на тренинг. Тоа мене ми беше дека тоа морам да го направам. Сега, кога имам јас толку слободно време дома, јас можам, например, да си легнам. Ама зошто кога јас морам да го направам истиот тој тренинг дома? И мислам дека тоа јас сама да се натерам на нешто да го направам, мислам дека тоа мене ми беше најголем предизвик и како што правиме муабет меѓу децава, мислам дека тоа на сите ни е така најголем предизвик. Исто така и тоа што не излегуваме никаде. Треба да се навикне исто истите луѓе да си константно дома. Чекај, кажи ми како се одвива во моментов животот во Словенија на средношколецот, смее, не смее да излегува, од кога до кога смее да излегува, кои се ограничувањата, кои се слободите? Ние тука немаме полициски час, можеме да излагаме, ама сите владата, политиката, сите зборуваат да станеме дома. Мислам дека словенците се многу дисциплиниран народ и никој, мислам, не излага, освен излагаат во природа, пошто Словенија има многу голема природа и тоа мислам дека е голем плюс. Онлайн наставата е супер, јас мислам, во многу кратко време направија нешто одлично, значи секој професор си праќа долочен материјал. Треба да го обработиме. Која платформа ја користат во Словенија? Zoom. Повеќето се сите на Zoom. И да, тоа. И преку мејл ни праќаат така што треба да направиме. Добро, супер. Сега да прашаме некој нешто да нима да ве праша. Имаше едно прашање, Амелија, јас мислам така. Да, има прашање од Анастасија Ташкова. Игор, дали планираш да студираш во Америка и дали имаш посетено некој факултет до сега? Еве, ова ми е многу интересна тема, затоа стварно размислував за ова. Го посетив Харвард, универзитетот во Масачусетс. Значи, едно најубавите искуства само за да видиш какви луѓе одат таму и да ми се чудиш колку се само паметни. Ама од друга страна пак универзитетот во Америка би те коштало 200 до 250.000 долари за сите 4 години. Тука не вклучувам се. Значи, да добијам 100% стипендија од Харвард, ќе не можам по никој случај да си дозволам домување, што оди од 3 до 4.000 долари месечно, па до храна, што исто оди од 1.000 до 2.000 долари месечно. И затоа не би се потрудил за да студирам во Америка, покрај тоа што стварно мислам дека го имаат многу врвен едукативен систем. Планирам да студирам во Словенија, затоа што мислам дека прекрасна, еве Елена од Словенија, мислам дека прекрасна држава, универзитетите, високото образование, како што знаме, бесплатно и имаат многу, за студентите имаат многу бенефити и стварно мислам дека тоа ќе биде добро, покрај тоа што го посетив Харвард, сакам да одам во Харвард, ама мислам дека не е остварливо, поради тоа што стандардите во нашата земја, стандардите во Соединетите Американски држави се небо и земја, така да не. Океј. Има уште едно прашање. Еве има две прашања, ама јас има. Да. Амелија, мислам дека Да. подобро е да ги вклучиме директно Катерина и Младен, затоа што се Катерина не може да се вклучи, пиша. Добро, Младен може да ни се приклучи, Да, затоа да. што он е сепак професор. Здраво, Младен, како си? Добро вечер. Добро вие. Добро вечер. Еве работиме, односно уживаме, пошто децата се силно инспиративни. Мајко моја ме шашартиса јас. Прво прашање ме шашартиса ја. Гледам Да. дека имаат ентузијазам во нив пред се и тоа ме радува и што ги на тој начин ги гледаат работите и ги споделуваат секоја чест. Продолжете така. Еве, моето прашање беше за Трајче, дали реагирате околу ситуацијата со предметите за кои ви се неопходни предавања, односно објаснување? Да, по некои предмети, по одредени предмети реагиравме, но професорите едноставно мислам дека се од постара генерација и мислам дека нема можност, не се обучени доволно за да не одржа онлайн настава, на пример користиме Zoom. Мислам дека не се доволно обучени.
Дали постои можноста некој од вас да помогне околу сето тоа, од учениците? Па има можност да, но од наша гледна точка ни е многу полесно да изработиме проект или не знам, да не се занимаваме толку со случајни и тоа нас не одговара и никој не се труди. Така. Мислам дека тука треба да преземете клучна активност и да помогнете на некој професор за тоа што лично е пред се за вас. Вие губите период од настава, вие можеби ќе загубите некој дел што е битен. Можеби, нели, ако имате премногу желба, да го направите тоа да помогнете. Јас ќе ви кажам еден личен пример. Јас сум прилично млад во оваа професија, 2,5 години работам и поголем дел од моите колеги и наставници не може да се снајдат со технологија. Се случува јас со нив да се вклучам, тие да вклучат Viber користат или Messenger веќе користат, тоа верувам дека и тие користат. Па ми ја пуштат камерата и јас им кажувам каде и што да кликнат и успева да се снајдат да воспостават контакт со учениците. Иако знам дека можеби за оваа ситуација требало многу порано да се размислува. Ми се допадна исказот на Игор што кажа дека веќе 5 години во Америка се користи Google Classroom. Тоа требало и кај нас да се случи, но за жал ова треба да ни биде лекција. Те предизвикувам тебе да покренеш една мала иницијатива. Може? Дефинитивно. Трајче е предизвикан, Игор. Трајче ќе прави палачинки дупла. Трајче. Ох, мајко, Трајче, врти случај, пак тебе те предизвикавме. Кажи, Анелија? Прашањето од Катерина е на кој начин се мотивирате да ги постигнете вашите цели за учење преку онлайн наставата? Ајде, за да не биде многу тивка Матеја, јас сега ја предизвикувам Матеја. Па, не би рекла дека ни е потребна мотивација, затоа што на некој начин свесни сме дека тоа е нешто што треба да го направиме и дека на некој начин ни предизвикува, ни представува обврска повеќе од тоа што ете го правиме тоа со наша добра волја. Така да ги завршуваме работите затоа што едноставно мораме. На некој начин, кога ќе приметиме некоја, мислам дека емпатијата од професорите можам да наречам како мотивација за ние да ги завршиме тие работи. Затоа што некои професори приметуваме дека покажуваат разбирање и пробуваат да се прилагодат на целата ситуација, исто како и нас, исто како и ние, па затоа и сметам дека тоа може да речеме дека ни било на некој начин мотивација. Но да имаме некоја конкретна не би рекла. Супер, јас би одела на следно прашање, па пак ќе се инспирираме на следни мои подпрашања за па пак ќе се инспирираме пак за дискусија. Пошто вие сте релативно сите млади луѓе и само што почнувате, плюс ова е дополнителен мислам, на ние што сме 40 години, ова ни е комплицирано и комплексно за да го живееме, а не на млад човек од 17-18 години. Па јас би сакала, од Елена ми е сега тука, да ја прашам тебе која ти беше најголема поддршка во текот на специфична состојба. Ќе ги земиме твоите родители, затоа што тие немаат друга опција, морат да ти бидат поддршка. Ма пашка, настрана од твоите родители, за да ги надминиш предизвиците кои што ги... ти немаше многу наброено предизвици, ама сепак, викаш да се натераш себе си, да работиш, да тренираш, Кој ти беше, кој е најголемата поддршка? Не мора да биде личност, може да биде све што мислиш. Јас мислам дека најголемата поддршка ми беше мојата класна, пошто на секој втор ден ми се јавува, не мотивира, секогаш ни зборува, ајде, значи уште малце ќе издржиме, можете да го направите, значи секогаш таа не мотивира, значи секој втор ден ние правиме со неа по 2 сати муабет, секој си искажува што мисли, како чувствува. И така мислам дека јас сум и така во таква школа, уметнишка школа, и сите сме поврзани меѓу себе, и сакаме да зборуваме за тие работи како ние се чувствуваме. И мислам дека тоа мене ми е најголема поддршка, кога ќе се јавиме и сите како одделение се поддржуваме меѓу себе. Сите сме истото го поминуваме. Убаво. Како се вика класната една? Посавец, Пушка Посавец. Добро. Трајче, кај тебе? Која е најголемата поддршка?
Јас сметам дека во ова време самите себе си сме најголема поддршка и Добро. баш као од родителите самите себе си и можам да извом професорите што ни држа онлайн настава, кажав по македонски јазик, ни пружи многу голема поддршка, не мотивира да ја следиме наставата, отвара различни теми на разговор, дискусии и мислам дека тоа ни е еден вид на мотивација. А родителите како те поддржуваат тебе, пошто ти ги истакна? Јас сметам дека тие мора да ве поддржуваат, ама добро, како те поддржуваат тебе, Трајче? Па пред се ми вика да ги почитувам сите мерки што се. Тоа Морам е најпрво. поддршка, да поминам Да. Добро. Па ми пружа поддршка ако ми е по некој предмет тешко, ако не можам нешто да разберам, дополнително ми го објаснува. Не знам, гледаме заедно серии, филмови, исто ми препорачува разни книги за читам и така. Добро. Јас мислам дека ова прашање е најсоодветно за Игор. Толку далеко, а толку сам во најголемиот епицентар во моментот на кризата. Ајде, Игор, да видиме тебе кој те поддржува во моментот. Епа вака, мене периодов од март до јуни ми беше предстоен за највозбудлив период на мојот престој во Америка. Добив стипендија да одам 7 дена на волонтерско патување на Хаваите. 7 дена да отидам во Вашингтон DC, да ја видам Белата куќа, да ги видам сите тие споменици, сите чуда, а исто така и добив роденденски поклон од моето семејство, во моето америчко семејство, да направиме цела тура по источниот брег, по Њу Јорк, по Балтимор, по сите тие атракции во Бродвеј, во сите тие прекрасни места. За жал короната ми го уништи тоа, па малце бев, не малце, туку многу бев разочаран од сето тоа што се дешава, но од друга страна стварно тешко да бидеш настрана. Требаше да патувам дома на 10 јуни 2020 да се вратам од Америка, ама сега и тоа не се знае што ќе се дешава со тоа. Чекаме сите ние од една страна дали МНР ќе организира евакуационен лет или нема да организира, дали ќе се створат услови да си дојдеме, дали ќе останеме подолго или пократко колку што треба. И сета таа неизвестност стварно ми беше потребна секаква психичка поддршка. Па моите родители од Македонија, исто така моите родители од САД стварно се огромна поддршка за мене, но и покрај тоа имам група на пријатели во Македонија, имам група на пријатели во САД, па сето тоа и ствара огромен круг на луѓе што стварно ме поддржуваат и стварно ја признаваат колку е потешка мојата ситуација. Netflix ми огромна поддршка, буквално уживам гледајќи Netflix, значи не знам, почнам да се разговарам со ликовите од телевизија, вистински конверзации, се шала. Имам во Америка стварно професорите моментално што се многу насочени кон ментално поддржување на студентите отколку давање на задачи. Имам професор по шпански, тие се стварно прекрасни личност и огромна поддршка за мене. Професорка по историја имам што прекрасно се грижи и семејството тука, сите услови што ми се потребни се исполнети, немам испаднато од дома, мислам, не буквално не испаднато од дома, туку социјално испаднато од дома во еден месец, така да сум здрав и да, стварно ја имам сета потребна поддршка што ми треба. Покрај тоа сите неочекувани неубави работи што ми се случија. Од една страна признавам дека сум во многу привилегирана состојба што има буквално на македонската и јужна граница има илјадници бегалци од средниот исток што немаат никакво живеалиште, па јас се чувствам многу лошо да се жалам од мојата ситуација што си седам во прекрасно американско семејство, што ги имам сите услови, што имам покрив, што имам храна и едноставно глобална пандемија, па го прифаќам фактот дека не сум само јас, има луѓе на кои што блиски починати и имаат починати, па ќе не може да се поздрават и сите тие работи стварно сфатив дека треба да си ја видам својата привилегија, да не се жалам многу, да издржам колку што можам и да бидам поддршка за сите останати. Може да те прашам едно специфично прашање. Мене ова многу ме интересира, затоа што средношколците обично не размислуваат на своето здравствено осигурување, а сега е времето кога треба да почнете да мислите. Како си ти здравствено осигуран тамо? Не посакувам ништо, дури те гушкам силно за ништо да не се случи, ама како си ти, ти треба било каква здравствена услуга? Што ќе направиш во Америка?
Па вака, прво, ако зборувам во името на сите нели американци, во Америка здравственото осигурување не е дадено од државата. Државата буквално воопшто не учествува во кога станува збор за здравствено осигурување, а здравственото осигурување варира од ненормални суми од $3,000 месечно или нешто слично. Јас среќа сум сум спонзориран, мојата програма од Department of State, па јас имам 100% вклучено здравствено осигурување без никаква партиципација од моја страна, така да јас имам здравствено осигурување и воопшто немам никаков страв околу ако нешто се деси. Не сум во Њу Јорк за среќа, тука болниците се уште функционираат на нормален начин, така да се чувствувам сигурен околу моето здравје, само несигурноста ми е околу здравјето на моите домашни, затоа што ако се случи нешто на моите домашни, јас ќе не можам да си дојдам, па сето тоа ќе се искомплицира, така да од моја страна јас сум си стварно супер здравствено и да, безбеден. Супер, фала ти, Игор. Матеја, тука си ми. За те нема да те прашам тебе која ти е тебе најголема поддршка. Ме интересира живо, ама јас тебе другојте те прашам, зашто мислам дека не ви да јавив дека ти излегувам од прашања, ама со тебе ќе импровизирам малку, Матеја. Кажи ми, кој е твојот најголем страх во претходниот период? Зашо се уплаши во претходниот месец? Најмногу се уплашив за на некој начин изгубеното време, затоа што, например, за мене најголем проблем беше тоа што требаше неколку испити да полагам во овој период, требаше за возачка да полагам и сега не можев да ги направам ни една од тие работи. И на некој начин ова го гледав како еден изгубен период кој понатаму многу ќе ми се одрази, но со текот на времето кога ќе сватиме дека едноставно мораме да се приспособиме на ситуацијата таква каква што е, и секако карантината за наше добро не е за ниче друго. Сватив дека можеби можам да го искористам овој период уште подобро и уште попродуктивно, за подобро да се спремам за сите предизвици кои следат во следниот период, па со можностите летото ќе го искористам на баш на тие полиња. Тебе кој ти беше најголема? Кој ти е? Се уште и беше и како сакаш да ти рекол? Кој те поддржува во овој период? Еве се јави овој страх. Така да кажам, мислам дека најголема поддршка на сите се неформалните организации, затоа што најголем дел од организациите објавуваат моментално дали видеа од други средношколци или други млади како се справуваат. Идеи како да го поминеме попродуктивно времето. Предлози со филмоци, статии кои треба да ги прочитаме, теми кои треба да бидеме поинформирани и слично. Мислам дека тоа е многу голема корист и на некој начин многу не мотивира за ние да продолжиме. Затоа што, например, Медиум, кој е средношколски весник, објавува видео од средношколци каде што тие кажуваат како го поминуваат слободното време. Истото го правеше Радио МОВ. Медуза објавува, статии за како некои филмови и предлози со филмови. И запознати Скопјани објавуваат слики од Скопје, па никако да не мотивираат за да го задржиме тој дух така што и ќе останеме дома. Така да сметам дека неформалните организации дефинитивно не се најголема поддршка. Супер, децо, да нема никој нешто да праша од сите што се околу нас, да има некој нешто да ги чепни нашите гости денеска, или ако нема, имаме понатаму што да правиме. Анелка? Анелија? Нема никој поставено прашање, ниту кренато рака. Ги тоа може некој сега да се уклучи доколку сака. Ајде, или да надополни нешто, еве на овие подпрашања јас што ги поставувам, може и слободно да се вклучите за да надополните. Кои се вашите? Што има и други средношколци. Да, се вика дискусија средношколски моабети. Ако мислите дека нешто вашиве другари испуштиле и другарки, може сега да ги надополните слободно. Добро. Да не губиме време, Анелка, ќе бидат инспирирани понатак. Што мислиш? Или има никој? Нема се уште нема никој, да. Добро, нема да форсираме, тоа што не мислам дека така треба. И сега некако ја начнавме оваа тема, односно Младен ја начна со Трајче.
Ама јас не би почнала со Трајче, јас би почнала со Елена, пошто Елена е кратка, концизна и конкретна. Елена, би сакала да те прашам за тебе, кои би биле соодветни решенија за средношколската криза во оваа криза? Ме гледаш, Елена? Можеш да се уклучиш? Да. И, значи, баш сакам така да го дефинираме кои се решенијата за оваа средношколска криза. Таму во Словенија, а и глобално во светот. И што мислиш, која лекција треба да ја научат учениците, средношколците, не мора учениците, средношколците нека биде, или таа ваша возраст во текот на средното училиште, од оваа вонредна состојба, затоа што верувајте, многу ретко, јас не верувам дека повторно ќе доживееме, не да е Господ, да доживееме уште една епидемија, ама па да бидеме спремни за следни силни вакви потреси. Ајде, Елена. Да, мислам дека најбитно е тоа дека ќе сме спремни за нешто друго ако се случи. Сега веќе знаеме како ќе потекат работите се. И мене ме фасцинира тоа што многу брзо државата, школството и се многу брзо реагира на се. Мислам, тоа значи дека сме спремни на се, може да се рече. Најмногу мислам дека ќе унесиме од ова сето тоа дека можеме да си ги организираме времето. Јас мислам дека тоа е најбитно кај нас, пошто младите многу губат време на се. Например? Например, добро, гледање на филм не е губење на време, ама на некој начин не, пошто, например, јас да го гледам филмот, можам да учам некој јазик, некој, не знам, нешто што било, да правам нешто друго. Мислам, за мене, искрено да гледам филм е губење на време. Например, за некој да вежбаш е губење на време. Тоа зависи од човекот. И мислам дека тука најмногу ќе се научиме да се го организираме времето, дека до тогаш јас тоа морам да го направам. Значи само дисциплина ќе има многу поголема. Мислам дека кога ќе се вратиме на школа, ќе има поголем успех заради тоа сето. Да. Добро. Ова е ти што мислиш дека е ефикасна реакција. А ако беше Елена во Македонија, кој ќе беше одговорот на предизвиците? Беше во Македонија и беше во Крушево. Ако бе во Крушево, мислам дека немаше се да го кажам сега, пошто како што гледам таму нема такво форсирање од страна на школото и кога ќе се веќе ти е сами на школа. Така да мислам дека тие најмногу ќе однесат усетуваат дека да поседат подолго време дома. И тоа помалку веројатно во Крушево, пошто повеќе се движат луѓето, шетат цело. Чекај малку сега, не може само да критикуваме, мора да му даје, ти си средношколец во Словенија, мама сакаш Крушево да биде развиено место, знам дека сакаш, јас те познавам тебе од дете, како ти што ќе им предложиш во моментот на твоите другари и другарки во Македонија за да имаат решение на предизвиците? Иако и вие се соочувате со предизвици, ама пак, твој предлог. Мој предлог. Државата не е ефикасна, школото не чини. Твој предлог. Мој предлог е сам да дадеш нека иницијација во нешто, пошто мене никој, например, едно немој да ме натера нешто да го правам, јас сама ако некам да го направам. Мислам дека тоа е најбитно, дека сам да се одлучиш, сега ќе го научам ова и толку. И ќе почнеш ќе го научиш, ќе седнеш ќе го научиш. Мислам дека тоа е најбитно. Да нема одбивност кон работите, што мора да ги направиш. Се да земаш некако со позитивна енергија, се да размислуваш позитивно на работите. Добро. Супер. Ајде да видиме, Игор, ти сам некако ми се вклучи во муабетот со Елена. Ни го катна муабетот, Игор, Елена, да знаеш. Еве, на амерички го кажа кога ми го катна муабетот. Да, сега, според тебе, како да се надминат предизвиците? Еве ти кажа, например, мене многу ми беше интересно тоа што го кажа, дека предизвик е part
job time, како беше тоа? Job time, part-time, така? Yeah, part-time job. Да е така, да. Меѓутоа, според тебе, како да се надминат предизвиците? Јас мислам дека ти ќе се насочиш кон подобро здравствено осигурување. Ама како Да. вие како средношколци можете овде да придонесете? Што можете вие да направите? Па вака, јас како секогаш, значи уживам да критикувам, нели, се што се дешава и секогаш се, нели, тие што се претпоставени секогаш криви, тие што се доле се секогаш помалку криви. И да, стојам на тоа, затоа што мислам дека многу беше хипокритски самото тоа што еве за школскиот проблем Министерство за образование и наука кажаа дека они сакаат сите професори директно да отидат на Google Classroom и одма да им насачат задачи на учениците. Мислам дека стварно нема тоа никаде да не однесе, изгубено тоа што требаше да го направиме. Навреме не го направивме и сега треба да се сносиме со последиците највеќе што можеме. Ја единствено би препорачав на наставниците да не се преоптоваруваат со фактот дека мораат да назначат задачи секој ден. Мислам дека треба најлабаво што може да се тера целиот процес, затоа што не се наставниците криви, не се учениците криви. Средства колку толку имаме повеќе од една зелена, имаме повеќе средства од колку една зелена табла со креда. Пред да дојдам тука, ја не сватив дека моето училиште кое што одам нема лифт за лица со посебни потреби. Мислам, стварно е скандалозно кога го кажав тоа. Ја го кажав како најнормална работа и сите тука ме гледаат како ја доаѓам од некоја земја во која што моментално има страшна војна. И не ми беше, стварно ми се сменија мислењето околу тоа како се тераат сите тие образовни процеси во Македонија. И единствено би посочил решението е многу лесно, а решението е да не се преоптоваруваат професорите. Професорите, здравствените работници се херои моментално и ние како ученици сме херои, стварно треба да се насочиме колку што тоа да се грижиме за нашето ментално здравје и да не се преоптоваруваме дека го губиме времето, пошто реално имаме многу време и во ваква ситуација каде што стварно е се неизвестно и се не знаеме како ќе заврши и дали ќе заврши, едноставно да си се препуштиме самите на себе и многу да не се замараме. Ворете да изгледаш филм, ворете да седиш на YouTube 3 сати без ништо да направиш, ворете да не сготвиш вечера, денеска се е во ред, едноставно само грижи се за себе и не се преоптоварувај со ништо. Тие што треба да го решат проблемот не знае како да го решат или не може да го решат, па затоа ние не треба да ги сносиме последиците спрема неефикасност на нашите органи. Јас едноставно стварно звучам многу дека критикувам, ама стварно сум изреволтиран поради тоа што стварно имаме потенцијал и ние како ученици сме многу паметни и многу сме креативни, но некој што треба да ни го возможи тоа не ни го возможува, а сега ние страдаме поради тоа. Нема потреба. Кај ве сретнахме ние деца толку инспиративни и полни со енергија. Трајче? Да. Ти си најблиску до предизвиците. Да има Матеја, ама Матеја е малку креативен лик и така. Ама ти баш пластично ги представи предизвиците. И вели овде прашањето. Како да се надминат предизвиците и која лекција ја научивме од вонредната состојба? Ама средношколците како да ги надминат предизвиците, не како државата, не како професорите, не како родителите. Затоа што јас мислам дека вие сите четворица, јас за жал вклучив млади луѓе, средношколци, кои што во овај период имаат што да јадат, претпоставувам дека родителите ваши имаат плата во овај период, имате сите телефон за да се вклучите на овој Zoom meeting, така да претпоставувам дека сите припаѓате во, да речеме, без такви стравови и предизвици кои што се елементарни и есенцијални. Меѓутоа, сепак се соочуваме се соочуваш и ти, и сите твои другари, се соочувам и јас, се соочуваме со проблемчиња. Кај ги гледаш ти решенијата, Трајче? Јас често согласам со Игор дека треба да се препуштиме на ситуацијава таква каква што е и да оставиме се да тече како што треба, но во рамки на образованието сметам дека МОН треба да донеси побрзо мерки, особено за матурантите сега што треба да полагаат матура, да донеси побрзо решение како да се справиме со ситуацијава. Во рамките на цела ситуација ни останува само да ги почитуваме мерките, да се придржуваме кон мерките, тие се поставени за наша безбедност
и поука од цела ситуација дека треба да оцениме слободното време, дека ни е многу важно и да се посветиме на самите себе си. Барем сега имаме време за да се дополниме самите себе си и да ги видиме грешките во нас. Трајче, ти си да речеме хипотетички матурант оваа година. Стигнува од тебе прашалник од Министерство за образование и наука како е најдобро да се полага државниот испит Не те матура. слушам. Добро, сега ме слушаш? Не те слушам. Да. Па сега ти се повторам. Другите ме слушате? Да. Да. Океј. Супер. Трајче, тебе те барам, те сакам, те слушам. Така. Ти си хипотетички. Сега 4-та година. Сакаш да полагаш матура, треба да полагаш матура и не знам. Не ќе да тргнам од тоа, дека не сакаш. Меѓутоа, велиме дека Министерство за образование и наука МУН ти испраќа прашалник во кој што те прашува кој е твојот предлог за полагање на матурата. Што ќе напишеш таму? Јас сум 3-та година, уште не сум 4-та. Знам, ама хипотетички еве си 4-та. Да. Едноставно мислам дека треба да се полага матура, дека треба да се донеси што поскоро решение. Читав на интернет, ми излезе како предлог Италија. Италија ја има откажано матурата, но крајната оценка како матура ќе се собера сите оценки од сите 3 години од сите 4 и успеко ќе се донесе од таа крајна оценка. Или и за Албанија нешто видов дека е спомнато, дека ќе ја одржи матурата, но ќе се исклуча последниве теми што не се обработени од образованието, дека материјалот што не е обработен нема да биде во испит. И после кој те прашат кај беше Игор во Америка, географија, так не знаеме кај е. А има такви гапи, добро. Да, овде мислам може најубаво да одговори Матеја од таа сега 4-та година и не, 3-та е Матеја. Матеја, која година се? Јас сум 3-та, да, не сум 4-та. Ајде, ти си... Да. Добро, јас сум грешен. Ама, според мене матурата не треба воопшто да ја има како полагање, затоа што гледам како нешто што е многу непотребно. Сметам дека многу подобро ако имаме испити, ако имаме испит за упис на факултетот колку да имаме матура, затоа што матурата не ја гледам како нешто што е потребно за, например, учениците кои планираат да одат во странство на факултет. И едноставно само е многу непотребен стрес и многу предмети за кои, например, ние не сме заинтересирани. Не ја гледам поентата зашто настанува тој стрес кај средношколците, но приметувам дека има еден проблем со образованието, затоа што, барем во моето училиште, посебно по македонски јазик, знаеме дека професорите уште од почетокот не спремаат нас за ние едноставно да бидеме едуцирани, да го знаеме нашиот јазик, туку едноставно не спремаат за ние да ја знаеме и да можеме да поминеме матурата. Така да сметам дека тоа е многу голем проблем кој настанува во нашето образование и сметам дека дефинитивно треба да се помине матурата, многу е непотребно. Матеја смета дека не треба воопшто да се полага матурата, па било криза, не било. Сметам дека многу полесно и многу подобро за нас, за професорите, за сите, ако имаме приемен за упис на факултет, затоа што тогаш го полагаме нештото за ние да влеземе, затоа што ние сме го одбрали факултетот, не сме го одбрали тој факултет случајно. Едноставно сме го одбрали затоа што сакаме и за да бидеме примени треба да полагаме. Дека пак за матурата полагаме предмети за кои не сме заинтересирани, кои треба да дадат некоја оценка или како некој резултат на нашите средношколски години на успехот кој ние сме го постигнале. Сметам дека тоа не е баш правилен начин за да се оцени. Океј. Елена? Да. Се полага матура во Словенија? Да. Да, јас се согласувам со Матеја што го кажа. Мислам дека многу голем стрес го предизвикува цел склоп на матура, пошто нас веќе од прва година матуритетните предмети цело време ни зборуваат ова треба да го знаете за матура, ова треба да го знаете за матура. Ние ништо не правиме друго освен тоа што треба да знаеме за матура.
Цела дебата секогаш се врти околу што ќе биде на матура, како е да се припремам за матура, што да правам за матура. Се е матура. Мислам дека тоа многу голем стрес не предизвикува нас и воопшто не е потребен. Не е потребно. Не треба матура, решивме проблемот, ние ќе му пуштиме на Министерството. Јас се слагам дека не треба матура. Да, ама еве сега Кате што пишува. Во моје време полагавме, прочитаја до крај пораката на Кате, нели ако не ти е проблем. Само секунда. Може би јас можам Во моје време полагавме и приемен испит во гимназија, државна матура и полагавме приемен испит на факултет. Но кај денешните деца тоа очигледно е преголем стрес. Јас, на пример, ја полагав матурата пред 10 години, пошто сега правам 10 години од матура и стварно сметам дека беше целосно непотребна во мојот случај. Значи, ниту посебно се спремав, мене не ми беше можеби стрес, меѓутоа беше непотребно затоа што оценката од матура не направи никоја посебна, некаков посебен бенефит во мојот живот, не донесе. Не знам, барем мене лично никаков бенефит немав од државната матура. И мислам дека се работи многу за стресот кој настанува од матурата, туку колку е, како што кажа Нелија, колку е тоа всушност непотребно, затоа што зашто да полагаме матура за предмети кои ете како сме поминале ние во средно, исто како што беше екстерното во основно, кога всушност на некој начин или професорите ни помагаат, или веќе имаше прерачници по македонски кои ние треба да ги научиме на памет од прва до 500 страна, за ние да го положиме предметот, за после ако ние поминеме, не знам, таа матура, понатаму да се запишеме на факултет. Мислам дека тоа е многу апсурдно на некој начин. Зашто и да постоеле порано тоа што постоеле порано, не сметам дека го минува фактот дека сепак е многу непотребно. Да ви кажам нешто, јас полагав приемен тест во моје време, многу давно беше за на факултет, тоа беше мојот најголем стрес во животот што го доживеав. Не знам, меѓутоа ако треба да донесеме заклучок, ако требаше, ние сега да испратиме препорака до Министерство за образование и наука, кое е решението од оваа дискусија за полагањето на матура во 2020. Нашиот заклучок е беше не треба да се полага матура затоа што тоа е непотребно. Апсолутно. Може да додадам Ајде, може скроз, ајде. Според мене, многу едноставно. Примарната цел на образованието е да ме научи мене како да го правам нештото и да го знам нештото, да го кажам или да го правам. Ја не знам зошто се трудат они да ни налагаат, наместо да го знам, да го направам нешто и да го кажам, да знам да го положам тестот. Мислам, воопшто не треба мојот живот да зависи од еден тест. И ајде нека биде коронавирусот почеток на револуцијата на образованието во Македонија. Бива ли? Тоа да биде заклучокот. Слушнаме, Нелија. Да го испратиме тој заклучок. Кога ми се допадне. Почеток на средношколската револуција. Да почне средношколска револуција. Коронавирус. Анелија има да те гушти кога ќе дојдеш, Анелија, слушај бе за револуција зборуваат средношколци, Анелија. Така треба. Има и коментар. Повели, извини. Не, кажи. Факт е дека Македонија го има најлошиот образовен систем во Европа. Ако тоа не е причина за да се започнат промени, ја не знам што би можело друго да биде причината. Фактите се тука, само некој треба да ги види и да примени некој, да гледаме од Фински и од Естонија што треба да се прави. Доволно е, толку едноставно. Многу едноставно. Ајде, Анелка, сега ти? Се согласувам, Игор, со тебе дека може би ова е почеток. Ја го гледам, целата криза ја гледам како почеток на крајот и време е да ги превземеме работите во наши раце, така исто и за матурата. Доколку сметаш матеја дека е апсурдна и дека е непотребна, можеш да превземеш нешто. Има и коментар од Кристина. Да, дека мисля дека премногу голема фама од страна на професорите се крива за матурата и можеби заради тоа децата ја сметаат како голем стрес. И она не се согласува дека во Македонија е најлошиот образовен систем. Младен, тука е Младен? Тука е. Младен, може малку да се момент, уклучиш? да.
се вклучи сега, баш мислев и мислам дека подигнав рака. Околу ова, да. Да, Окей. јас сакам нешто да те прашам. Ти кој предмет го предаваш на училиште? Бака, јас предавам во средно стручно образование, угостителско-туристичка струка. Ги предавам баш практичните предмети, теорија и пракса. Предавам послужување, сместување, национална гастрономија, основи на угостителство, повеќе предмети. Кај мене ми дава оваа ситуација една многу убава можност за да искажат учениците пред се креативноста, и на тој начин да го надминат целиот оној дел што и е моментално терет, да кажем, од теоретскиот дел, и тоа мене ме многу радува и ми представува една олеснителна околност за разлика од колегите што предаваат други предмети, иако и тие можат да направат нешто. Дефинитивно. Сакам нешто аз да те прашам. Дали ти во твоето предавање, ова е директно прашање и предизвикано е од дискусијава и мислам дека доволно си млад за да можам вака да те прашам. Нема проблем, слободно. Дали ти додека предаваш на училиште, додека ги учиш децата по тие стручни предмети, фокусот твој е насочен кон они да положат државна матура? Вака, кај мене веќе јас 2,5 години како предавам, ова е трета генерација што ќе треба да полага матура по мојот предмет, затоа што е стручен и учениците во стручното одбираат предмет кој што е стручен и најчесто го одбираат национална гастрономија. Искрено да ви кажам, мене воопшто некако не ме засега проблемот дали ќе положат или не, туку ме засега дали тие утре ќе знаат да го применат тоа што ќе го научат, што јас ќе се потрудам да им го пренесам. Тоа ми е многу побитно дефинитивно, затоа што наискрен ќе бидам, кај нас може ученик, мислам во цела држава ученик што има двојка да извади петка или ученик што има петка да извади тројка, поради сите околности во нашиот образовен систем, наискрено ако зборуваме. Така што не ми е едно мерило сето тоа. Наискрен ќе бидам, еве јас полагав матура пред 7 години, полагав матура. Како стрес не би го дефинирал толку како стрес, колку што беше и наведено во еден коментар дека можеби од страна на наставниците се налага тој стрес. Како ова ќе ти треба за матура, ова ќе ти треба за матура. Јас генерално никогаш немам кажано ова ќе ти треба за матура, кога предавам, туку ова ви е битно за натаму. Ова ви е битно за натаму. Иако мислам дека тоа прашање ќе го има на матура, ама не сакам да потенцирам дека матурата е најглавното нешто што последниот чекор што треба да го преземат, туку целиот процес од тие 2 години додека предавам, кој ќе биде исходот, резултатот, кој ќе биде резултатот од учењето, колку тие утре ќе можат да се снајдат во реален проблем кој ќе имаат, односно не проблем во насока на проблем, туку во ситуација во која што ќе се најдат да го применат тоа знаење. Наедноставно и дома, ви ќе кажам, да сготват нешто. Бидејќи во таа конотација оди предмет. Би сакал околу матурата дали треба да се полага или не оваа година. Може би е ова добра околност да тестираме. Еве, да видиме дали ќе ни треба матурата или не. Затоа што повторно ги кажем, некако како што се однесуваат работите, не ми е реално мерило, никако што беше ни екстерното тестирање. Јас екстерно се тестирав и знам дека, искрено ги кажам, дека помогнав на пола клас да се решат тестовите, што не ми е мерило на знаењето. Мора да се воспостават пред се некои други критериуми и тие што се во делот на реализирањето да си го сватат својот професионализам. Ако бараме знаење, да бараме знаење како што треба, ама реално знаење што треба, а не некоја проформа. Како да положим... Декларативно знаење. Точно. И што велеше Игор да ми ја изрецитира лекцијата, па утре нема потреба да ја знае. Супер, значи ти Младен си дел од револуцијава на средна школата. Па делумно во поголем дел да, затоа што јас не сум завршил многу одамна.
7 години. Има многу работи кои што се уште се немаат сменето, дури имаат отидено и на полошо. Од моја гледна точка, и јас ми беше голем предизвик кога требаше да одлучам да се вработам на училиште, затоа што според мојата професија можев слободно и во приватниот сектор да работам, но ми беше предизвик и сакав да работам тука затоа што сметав дека може да придонесам за некоја промена ако почнам од пониско ниво, односно од младите. Образование, Од образованието, затоа што утре младите ни се иднината, тие ќе треба да учествуваат во општествениот живот. Тоа ми беше првичната идеја и затоа генерално мораме и ние да користиме некои концепти што ни се дадени од Министерството, да се придржуваме дефинитивно, но сметам дека ако сме доволно ентузијастички настроени како наставници и ако сакаме, можеме да направиме, како што велеше Елена наједноставно, ќе се јавам 2 часа, ќе разговарам со учениците, не мора да разговарам за тоа што треба. Ќе го искористам времето да го предадам тоа што треба, но воспитниот дел многу изостанува. И поддршката во овие моменти. Во секој случај. Јас велам жива материја се луѓето, затоа мора на повеќе концепти да работиме, а не да гледаме само вака. Туку да ги расшириме малку хоризонтите и да им излеземе во пресред на нив, за да успеат тие да го извлечат најдоброто од нас, а ние да им го дадеме најдоброто, што го знаеме и може. Супер, фала ти, Младен. Игор, има прашање од Александра едно. У 2 прашања има. Ајде, извини, Анелија. Добро, ајде. Она ги прашува сите средношколци што се вклучени во дискусијата, нешто надвор од матурата, односно Сдруженијето Еквалис покрена петиција со која бараат намалување на материјалот за учебната 2019-2020 на 70% реализација. Ја интересира што мислат средношколците на оваа тема. За матурата повеќе така? За матурата? Не, надвор од матурата. Да. Значи целиот материјал да се намали за 30%. 30%. Аха. На 70% да се намали. Само година или до крајот, значи четврта, цело време, или само оваа година? Само оваа година. Да, само за оваа година. Јас сметам дека треба да се намали, да се изваи клучното, тоа што ни е најважно, мислам дека барем во ваква ситуација тоа би било еден вид на решение. Јас мислам дека не гледам нека голема промена ако се намали материјалот за 30%, бидејќи ако начинот на кој се направени прашањата е ист, тогаш на некој начин не се предизвикува никаква промена, затоа што кога зборуваше професорот Младен, сватив дека можеби ни представува ова матурата ни представува голем проблем затоа што на некој начин сме свесни на кој начин се поставени прашањата и бараат од нас конкретни одговори кои на некој начин тираат нас да одговориме точно на прашањата и буквално не учат, а не некако логички да размислуваме за да ги одговориме. Така да сметам дека можеби затоа кај нас средношколците настанува и на галама и фама да се дига за матурата и затоа ни започнува и самиот страв кој го имаме во нас, затоа што свесни сме дека нашиот систем бара од нас не бара од нас логички да размислуваме и практично, туку едноставно да одговориме точно и конкретно на тие некои прашања. Затоа што, например, знам за неколку прашања од матурата кои се за некој мал дел од лектирите, што сметам дека не е толку важно за дали баш по македонски јазик. Знам дека има прашања на матурата за тоа како и не знам за која лектира беше точно, така некои конкретни прашања, кои сметам дека тоа не е поентата на самата книга или на самото дело зашто го работиме. Многу ми е жал што Катерина не може да се вклучи, она е професор по македонски јазик. Еве, лектири нема во државна матура или Катерина. Само делат, добро, се извинам, делата што ги работиме. Добро. Игор? На истото прашање. Еве, јас ќе понудам споредба, нели?
дека сум искусил два од различни образовни системи, да ја понудам споредбата. Јас апсолутно сметам дека треба да се намали на 70%, не само за 19-20, туку за секогаш, затоа што еве моје лично искуство, мене ми е искрено на школа прелесно. Зборувам за пред корона периодот, многу ми беше лесно, едноставно немав многу материјал за учење, немав многу стрес. А ако се навратам наназад што имам запамтено и колку имам научено, имам 10 пати повеќе научено отколку 2 години што бев во средно во Македонија. Така да ја мислам со поставување на левели во образованието и со намалување на образовната програма апсолутно помалку. Левели. Деде. Мене ова комплицирано ми е и преддипломатски ми е, Игор. Што значи тоа поставување на левели во образованието? Епа, ја не мислам дека сите ученици треба да добиваат исто количество на настава и на образование за сите предмети. Например, еве да речем, јас во предметот бизнис сум одличен, ја мислам дека треба да видам на едно повисоко и по-брзо, брзо учечко ниво, а има ученици што во мојот клас кажи го на англиски? Како е тоа брзо учечко? Advanced level. Супер, добро. Понапредно, да. Се извинувам. Понапредно. А има ученици што во мојот клас беа катастрофални за бизнис. Ја мислам дека нив за да научат нешто од бизнисот треба да им се сервира во многу помали количини и многу побавно ниво. Во исто време, јас катастрофа сум во, например, во уметност и во ликовно, и ја не заслужувам да бидам во ист клас и да ги успорувам сите други мои соученици што се совршени во цртање или во било што. Мислам, тоа ми е поентата. Не мислам дека тоа треба да се стави акцент на обемот на настава, затоа што не секој може да го научи тоа, особено не па вака на онлайн и на интернет, и да не правиме увид за тоа колку некои ученици имаат слаб интернет, недобра конекција, затоа мислам дека за 30% да се намали, одлично. Го поддржувам тоа. Супер. Елена, ти го поддржуваш ли? Да, јас се согласувам с Игор дека треба да се направи некој левели, ама мислам дека после кога ќе се направат тие левели, ќе биде проблем тоа дека меѓу себе после као јас сум повисок левел, ти си понизок левел. Мислам дека и тоа ќе треба малце да се стабилизира, да не гледаме тоа на толку како лоша работа, туку како нешто добро, јас може во уметност сум подобра, ти си во тоа подобра. Тоа е тоа. Значи да не е нешто после како лоша работа се да мислиме. Да, како дополнителна поларизација на децата. Да. Океј. Анелија, има уште прашања, да другите нека удат на... Ајде? Анелија, тука си ми? Тука сум, на мјут бев. Само една коментари. Ајде. Да, има повеќе работи. Само една секунда. Значи, Александра Филипова пишува дека ги имаме сите левели, само се вика додатна и дополнителна настава. Кате по македонски вика дека тоа што го кажа Матеја е точно, учениците не се насочуваат да размислуваат критички. Затоа според ПИЗа, меѓународното тестирање за мерење и оценување на практичното применливо знаење на учениците, секогаш сме на последните места, за жал. И Кристина, за Игор и Елена, супер ви е предлогот, ама затоа се запишуваш на различна средна школа и не одат сите на исто. За жал, никогаш нема да биде исто за сите, посебно во средно. На факултет потоа се делат луѓето уште повеќе. Мислам, се дели знаењето уште повеќе, веројатно сака да кажа. Така што ова се коментарите. Добро. Јас сега би одела на едно прашање што го немаше во подготовката кога ја подготвувавме дискусијата, а произлезе во текот на дискусијата. Велиме, коронавирусот да биде почеток на средношколската револуција. Сега, секоја револуција, нели ја коригирајме ако не сум во право, пошто јас само во една револуција имам учествувано. Тоа не беше револуција. Јас учествував во не беше револуција. Кажи ми, револуцијата се стреми кон барања и промени, така? Како? Радикални. Радикални барања и промени. Кои три барања, Игор, ги имаме во нашата средношколска револуција после пандемијава? Ајде да започнеме. Ајде. Не може три, многу барања имам. Ама три приоритетни.
Ја навистина верувам дека треба еднаков пристап да има за сите, еднаков аксес, нема врска. И тоа е пристапе, да. Еднаков пристап за сите, мислам дека скандалозно во 2020 да нема физички услови за реализирање на настава за сите типови на ученици. За ученици со и без посебни потреби. Мислам дека тоа треба да се фокусира државата стварно да го реши тој проблем, затоа што не е во ред јас да ја имам привилегијата да се бирам од 100 милиони училишта, а некое дете со посебни потреби да бира само од училиштата каде што има пристап на лица со посебни потреби. Тоа е прво. Тоа е прво. Мене ми е стварно тоа, ако е вака за сите, нека биде за сите катастрофа. Да не се делиме за кој ќе биде повеќе катастрофа, за кој помалку катастрофа. Генерална катастрофа. Добро. Второ барање, да се намалат оралните усните испрашувања, затоа што мислам дека тоа навистина не покажува ништо, да се намалат тоа стресно губење на време, да не постојат усни испрашувања, затоа што е многу стресно за самиот ученик да застане во група од 30 ученици со наставник и да зборува за тоа што тој ученик научил. И ја мислам дека тоа е стресно и дека учењето на тој начин навистина ти прави да забораваш, да не го научиш, да го научиш само за утре, за да можеш да го раскажеш и да ќе го заборавиш. Нема никаква примена и тоа треба да се насочи малку кон примена, не мора да бидеме толку така било во минатото, така треба и достане, затоа што не функционира. И третото, стварно верувам дека треба да има левели во образованието. Затоа што јас сум добар во некои работи, лош во други работи и мислам дека не треба да се кочиме едни со други и секој да оди да напредува во секој поле колку што може највеќе. Мислам дека тоа е начинот. Отворен сум, нели, прифаќам секакви други предлози, ама тоа е едно мое размислување. Супер, еве ќе видиме сега Матеја, пошто она те поддржа во револуцијскиот подвиг. Ајде да видиме, Матеја, кои ќе бидат твоите барања сега? Јас се согласувам со Елена и сигурно сметам дека во Македонија има смерови, во гимназијата има смерови, не знам дали знаете за тоа. Да знам. Да. Имаме ние смерови во гимназијата што до некаде имаме можност да се насочиме и сами си бираме за кои предмети не бива и така се решава тој систем на левели. Јас имам 3 барања. Првата е укинување на матурата, втората е учениците, јас ги запишав, учениците од различни смерови да добиваат оцени според различни критериуми по задолжителните предмети, затоа што, например, не сметам дека некој ученик што е ЮА, каде што негов интерес е јазици, и ученик што е ПМА, каде што негов интерес е математика, треба да бидат оценувани според истиот критериум. И третото е дека мора да постои креативно катче во секоја гимназија. Што ќе правиме во тоа креативно катче? Сметам дека може да се изрази креативноста на младите, затоа што, например, ние годинава во мојата гимназија спремавме представа и иако директорот добивме целосна поддршка, сепак ги немавме доволно услови како можеме тоа да го изразиме и видовме дека дури во нашата гимназија има многу подобри услови и можности за разлика од другите гимназии за давање на идеи, дали за представи, дали за свирки, дали за поетски читања и слично. Така да сметам дека тоа фали во Македонија. Во нашата гимназија е казано, но сметам дека може да биде и на повисоко. Супер, Матеја. Добра, ајде видиме Елена. Елена, кај тебе во училиштето има креативно катче, сигурно сум. Да. Да, ама правиме револуција сега и тоа е глобална револуција. Опаќаме и Америка, и Словенија, и имам јас другарчиња и во Хрватска, кои фатиме си Германија. Направиме револуција. Ти зашто ќе се залагаш по таа револуција? Јас бев во основно во Валдорска школа, не знам може сте некој има слушнато за неа. Валдорска школа е цела посветена повеќе на креативност и на тоа ти сам да си ги правиш работите. Например, ние немавме учебници. Значи, ние сами си ги правихме тие учебници, со тоа ти кога ќе си го направиш учебникот, јас се учев на школа. Значи, мислам дека тоа е ние да научиме се на школа, да немаме после школа уште
време за учење, да не биде тоа време посветено на некои други работи. Значи, се што ќе однесам јас, зошто сум 8 часа на школа, ако ништо немам придобиено од тоа. Зашто јас дома пак морам уште да го научам сето. После тоа што вика Игор, дека се устните да се укинат, јас со тоа не се согласувам, пошто искрено јас полесно мене ми е да се изразувам и да го кажам нештото устно, отколку писно, со кратки црти, например. Мислам, така, полесно ми е да го кажам знаењето устно, отколку писно. Така да мислам дека тоа е добро да ги имаме тие две работи, ама мислам дека треба да се еднакво вредни. Да. Две сега кажав, така? Не можеш да се форсираш, не правиме стрес ние со дискусијава, пошто после може да пишете коментари. Баш беше стресно дискусијава. Ние стресови не ви правиме, нас ни е вашето ментално здравје многу важно, деца, стварно. Во Младински сојуз се трудиме да сте срикни, тоа нас многу ни е важно, да сте расположени и сакаме вредни деца како што сте вие, така да ова еднакво важно. Исто така ни е многу битно нас, Елена. Трајче? Да. Ти како прилепски револуционер, што ќе бараме од прилеп, другар? Јас имам само едно барање, оти состојува во нашата држава и тие барање нема да ги исполни. Значи, барем едно да се фокусираме. Барем едно барање. Само Ана Каролина да не се чита. Сметам дека треба да се воведи во образованието повеќе струка. Бидејќи мислам пракса, треба да се воведи пракса. Оти теоретски работиве многу ни е потешко да ги разбереме, а во пракса многу полесно и мислам дека тоа ќе се оттежни малце од образовниот систем и дека би било поубаво образованието да има повеќе пракса. На револуционерен план, ќе го објавиме утре кај нас на Ютала. Уште едно, ајде, пишувам. Ова малце како ќе изгледа како off topic, малце ќе изгледа како да претерувам со моите барања, ама стварно мислам дека е многу важно. Мислам дека е важно во нашиот образовен систем да се вклучи сеопфатно сексуално образование и исто така да се смени начинот на кој што ние учиме историјата, затоа што мислам дека дојдов тука и сватив дека тука како ја учат историјата и како не портретираат нас како Балкан во другите држави. Не, објасни ни како ја учат таму историјата. Историјата ја учат тука, например, конфликтите што се случиле во Балканот пред 20 години, они изучуваат од геостратешка цел, како тоа влијае на животот на луѓето кои што живеат таму, кој учествува во тоа, кои светски страни се вклучиле, која држава поддржава. Мислам, они многу поглобално го учат тој проблем и мислам дека се фокусираат да го намалат нивото на национализам во сите тие процеси. Например, јас мислам дека не е воопшто важно да учам што некој си човек таму направил пред 3000 години, затоа што тоа никако не се однесува на тоа каков е мојот животот сега. Јас мислам дека е многу поважно да се фокусираат на вистинско учење на историјата што се случила на Балканот пред 20-30 години со цел да намалиме таа омраза, затоа што сме многу мали државички, а многу неубаво функционираме и мислам дека ако сакаме да заживее Балканот како стварно прогресивен и модерен регион, мислам дека навистина треба да започнеме со изучување на конфликтите и како да ги наминеме сите тие стереотипи што ги имаме како нации и стварно многу смешно сето ова што се дешава со учење на историјата и многу учиме мачо историја. Тоа ми е целата поента. Како херои ги представуваме како херои, а во случај не е така, туку има многу повеќе во целата таа приказна. Мислам стварно треба да ги отвориме очите и да видиме што се случува. Кој е твојот херој, Игор? Уште ова прашање, Леле, многу ви постави прашање. Знам Анелија дека има дополнителни прашања, ќе отвориме дискусијата, мада многу помина време, ама многу сте интересни деца. Досадно е, Анелија? Воопшто. Не, воопшто не. Игор, кој е твојот херој од историјата? Мене никој не ме научил за
херои во историјата што потеклуваат од Македонија, што придонеле за човековите прави, за тоа што ги имам денес. Мене ме учат за луѓе кои што земале пушка и се бореле и се тепале и сите тие работи. За мене вистински херои се Роза Паркс, активистка од Алабама, што се борела за човековите права за африкоамериканците. И за мене тие луѓе се на вистински херои, а не херои што се тепали и што учествувале. Ја мислам се тоа ни е придонесло да се развива таа култура на единствено решение, нели, тепање војни, такви чуда, омраза. Слушај сега Трајче, Марко Крале, кој ќе го извај. Трајче, кој е твојот херој? Марко Крале призна и Марко Крале е твојот херој. Да, може да се рече дека од историја така. Не, јас немам херој од историјава, тие истото мислење го имам со Игор. Се согласувам тоа дека само со пушки, со тоа. Поиќе јас би сум се насочил кон активистите, дека тие нешто придонесли за општество се. Кој е твојот херој? Не мора од историјата. Од кога сакаш? Денешница во одиднината, каков сакаш? Имаш херој? Тешко прашање. Добро, ќе размислиш, Матеја? Нема стрес. Да, може да. Матеја, имаме ли херој? Херојка. Во твојот случај херојка ќе биде Матеја. Да, имам херојка. Грета Гервиг ми е херојка. Таа е режисер и е втората жена која била номинирана за Оскар во историјата на Оскарите, затоа што само мажи биле номинирани. И е една од најдобрите режисерки на сите времиња, така да таа е мојата херојка. Колку непознати херои имате, чекај сега Елена. Елена? Мојот херој е нормално балетан, пошто се разбира, дека некој таков да ми е херој, пошто со тоа се занимавам и тоа е Петар Ѓорѓевски, тоа е македонец кој дојден тука и е први солист во опера и балет Љубљана. Трајче, смислевме или Марко Крале ќе го стане во херој? Јас навистина немам херој, не знам. Океј, супер беше дискусијата. Морам да останам историјава. На историјава, Марко Крале. Без херој. Човекот без херој Трајче ќе биде. Амна ти херој. Нели, може би имаме уште прашања или некој сака вака да се вклучи директно во дискусијата, пошто привршуваме веќе. Да, има само од Андреј прашање, што мислам дека малку поласно, пошто Андреј се вклучи, беше одговорено. Кој е вашиот став да се укине државната матура, зашто би се вовело приемен испит на факултет? И јас напред Трајче зборувам како бивши средношколец од истата гимназија. Значи те поддржува. Јас само сакам да кажам дека Кочо Рацин водел битки со поезија, не со пушки, така што не е страшно ни македонци да ви бидат херои. Да не ве фасцинираат толку странците, затоа што имајќи нас добри примери на херојство. Јас имам кратко прашање, затоа што генерално ова е привилегирана дискусија. Сите сте попривилегирани од другите, па сакам да ме прашам дали размислувате и дали имате нешто направено за вашите соученици кои немаат условите, кои немаат услови да гледаат Netflix, пошто $11 месечно, што немаат компјутер, што немаат смарт телефон, доколку имате такви сега, не знам, сигурно има такви, меѓутоа многу е тешко да се препознае дека некој има екзистенцијални проблеми. Така што ме интересира дали ги поддржувате вашите соученици кои се соочуваат со вакви проблеми и како? Во мојата гимназија, уште на почетокот на пандемијата и на карантинот, во сите класови, класните прашаа за тоа дали некој има такви проблеми, дали некој ќе има проблеми со интернет, дали не би имал интернет, дали нешто во тој сегмент би се случило или имаат проблеми. Но немаше такви, имаше проблеми само со едно дете кој немаше интернет, затоа што беше отиден во викендица со неговите, па ние му праќаме, бидејќи има многу малци интернет, ние му праќаме домашни, па тој само ги препраќа на професорите. Така да со другите нема кај нас таков проблем, барем во нашата гимназија. Затоа што не знам дали од директорот или самите професори, ама знам дека во сите класови беше прашано истото прашање. Да, исто и кај нас беше прашано кој се соочува со проблем со интернетот од страна на класните.
Повеќе ми Да, беше во насока како дали вие некако ги поддржувате овие соученици, дали воопшто знаете дека дали постојат ваков тип на ученици? Немам никаков начин. Не, кај нас нема. Затоа што имало вакви прашања, постојано се прашуваат, но никогаш не имало. Барем во мојата гимназија. Или лично. Добро. Трајче, кај тебе нема? Исто и кај нас. Мислам дека нема. Јас до сега се немам сочено со таков случај. Втор предизвик, Трајче, вечерва за тебе. Ама те фатив назад. Да. Младен те предизвика да промениш нешто за недостатоците што се случуваат во моментот во образованието. Ти да прашаш, ама индивидуално, не во група, дали за некој му треба некаква поддршка, може? Може, да. Договорено. Елена? Не, исто и кај нас истото прашање беше поставено и школата беше спремна да даде компјутери, лаптопи, ама никаков таков пример немавме. Ни за интернет проблем, ништо. Со 23% сиромаштија. Добро, одиме сега во најбогатата земја на светот, Америка. Кажи ми, Игор, таму како е со овој проблем што го прашувам, Илија? Ја како што кажав, мислам дека се тука многу поснабдени со сите тие работи, но како најбогата земја стварно е, мислам, тука работите стварно излега од контрола со преносот на вирусот и стварно највеќе случаи има во оваа земја и од најподготвена земја испадна земја што највеќе ќе страда од вирусот. Јас како индивидуа не можам ништо затоа што тука, нели, знаете, се оди со најбогата земја со најмногу бездомници. Тоа најточна работа кога бе пред карантинот. Имав неколку тури во Кеймбридж, во Масачусетс, каде што носевме храна и облека во зимото на бездомници. Страшна е бројката на бездомници, а на другата страна има хотел, празен хотел, кај што мислам да не навлегам во сите тие работи, ама се сложам со професорка дека е најбогата земја со најмногу бездомници, најмногу луѓе што страдаат без здравствено осигурување. Да, имаат луѓе проблеми кои што немаат акцес на пристап на интернет. Јас немам слушното ништо, немам кола, тука се со коли се одвива работата, немам кола, не можам ништо да придонесам, ама да, дека има проблеми, има, апсолутно. Добро, сега за крај имаше крината рака Белма. Така што да дадеме шанса. Добро вечер, јас Добро вечер. Ви се јавувам и сакам прво да се представам. Јас доаѓам од Скопје. Учам во гимназијата Никола Карев и сакав да се надоврзам на прашањето за тоа дали на некои наши другари им е потребна помош. Јас верувам во тоа, затоа што не можат сите да имаат еднакви економски услови, но многу е лоша ситуацијата кога некој ќе те осуди, например, зошто не му помогнеш на твојот другар. Тоа од причини за тоа што од една страна мене прво лично ми е многу незгодно на некој така да му се представам, да го прашам директно. И тоа се главните причини зошто генерално тоа се случува. Исто и во мојата гимназија, мојата класна раководителка праша на кој му е потребна помош, даде упатства каде да се пријават и не знам колку тоа функционираше. Може би на некој му се помогнало, но тоа не било јавно. Барем јас за тоа не дознав. Не треба да биде јавно. Да, не треба да биде јавно, но сакам да кажам дека немало конкретен случај за ние да дознаеме и ние како ученици да се кренеме на некој начин и да помогнеме. Јас не обвинив никого, туку само сакам да прашам. И нема зашто биде незгодно, тоа е реалност. Нема зашто да не биде јавно, тоа е реалност што нас не обкружува и мораме да бидеме свесни за тоа. Тоа што ние ги стигматизираме сиромаш, тоа е погрешно. Тоа погрешно сме воспитани сите заедно. Тоа е генерален проблем и треба да го прифатиме, пошто сиромаштија е состојба. 23% во нашата држава. Не е како човек си ти или дали ќе ти биде незгодно или дека е нешто што треба да се срамиш. Тоа е состојба во која што сите можеме некогаш да се најдеме. Ама никога не обвинив, само прашав.
Да. Не јас сакав конкретно да кажам каква е ситуацијата барем кај мене во училиште и што се случува и како се гледа на оваа точка. Анелија, немој да му правиш стрес на децава, пошто тоа не е добро. Има и Кристина кренато рака. Повели Кристина? Ајде, може да се уклучиш, Кристина, скрос. Кики? Здраво, Златко е, не е Кристина. Добро, повели Златко. Сакам само да напоменам нешто околу одложувањето или укинувањето на целата матура. Нема смисла да се укине затоа што после тоа би било многу тешко да се направи било каков избор за упис на факултетите, дали тоа во Македонија или негде во нека друга држава. Прекомплексна би била целата постапка и не би било фер до тие луѓе кои што оваа година ќе полагаат матура да им се украде една година. Најмалку една година. Тоа е моје мислење. А што се однесува до историјата, да се разберат случувањето од пред 20 години, треба да се разберат случувањето од пред 200 и од пред 1000 и од пред 5000 години. Затоа се... Добро. Ова беше став на Владко, така? Не беше прашање. И некој, како да кажам, некој размислување, некој смер како да... Мислам, многу е лесно да се каже, ќе укинеме матурата, ама после тоа како ќе се запишеш на факултетот. Да речеме во Словенија, првиот упис на факултет веќе е завршен затоа што тече во февруари. И во февруари ти кажуваш дека во јуни или во јули ќе завршиш со матура и со тие оценки ти ќе конкурираш на тој факултет. Сега ако ги немаш тие оценки, автоматски испаѓаш од цел изборен систем, изборен малку чудно звучи, ама од целиот систем. Така образовен систем. Нема никакво смисла да се укине сето тоа. Ама револуцијава средношколска не ќе матура. Јас би рекла... Ама сите четворица се 17 години, се трета година, така никој не е четврта. Да. Не е никој четврта, да. Прашајте некој од четврта и веројатно има некој ученик од четврта година тука на... Па добро, следна... Добро, повели Матеја? Па затоа ние сметаме дека е многу подобро да има приемен на факултетот колку да има матура, затоа што на пример за средношколците кои сакаат да се запишат тука на факултети, тие би полагале приемен тука и така би можеле да се оцени тоа да биде критериумот за тоа дали тие ќе се запишат на факултетот или не. Додека пак за останатите кои на пример сакаат во странство, дека јас имам пријатели годинава кои се запишаа на факултет во Холандија и знам дека описите и приемните беа во прилика ноември, декември, што значи дека полагањето на матура не именува ништо, им е скроз непотребно нешто. Затоа сметаме дека матурата е нешто непотребно. Ама тоа колку проценти од сите ученици се запишуваат на тие факултети? Во последно време многу голем процент. А на кој факултет, ако сме прашам? Молам? На кој факултет се запишаат тие другари во Холандија? За биологија и за општествени науки. Во Словенија? Не, во Холандија. Аха, во Холандија. Да. Јас мислам дека ова ќе биде дискусија, мада јас никако не би ставила топ тема во дискусија. Јас стварно сакам секој невието на младите луѓе да биде топ тема секој ден и да биде најважна тема во нашето општество, така да мене многу ми беше важно што вашето секој невие сепак бевте ептен расположени вечерва, сите четворица, бевте вклучени, продуктивни и мислам дека ви помина ова време од 2 часа, скоро 2 часа дискутираме. Јас се надевам дека Младински сојуз придонесе кон нов радосен момент во вашиот карантински живот. Искрено се надевам, баш као тоа дали сме продуктивни или не. Јас би сакала да ја привршам дискусијава, Анелија немаме. Не би исклучила никој. Ако имаме некој дополнително,
Нема сега мислам нема. Готово. Океј. Така да јас прво би се заблагодарила и би кажала дека децо што и да решите понатаму да правите, знаете дека се отворени вратите на Младински сојуз. Мислам, Матеја особено знае за оваа работа, Трајче допрва го искусува Младински сојуз. Игор, ти кога ќе се вратиш од Америка, те чекаме за средношколска револуција во Младински сојуз. А Елена, тебе ова ти беше прво искуство, мислам дека со нас. Како ти се допадна искуството со Младински сојуз? Така да, ние ве покануваме и со отворени врати ќе ве пречекаме, за да работиме заедно нешто, да правиме позитивни промени. Ама би препорачала да сите работиме и сме насочени кон среќни млади, ајде во вашата дискусија, кон среќни средношколци. Многу се заблагодарувам што издвоивте време и што не изгледавте серија на Netflix вечерва за да бидете со нас тука. Или уште имам време. Камина и 5 сатот. Ама мене ми се спие баш кога треба јајца да вапсаме сега, не е за вакансијата работа. Ова ќе биде катнато од дискусијата. Да, 100%. Се шалам, Анелија. Така да, многу ми е мило вечерва што имавме оваа дискусија и предпоставувам дека иницирајте. Анелија е координатор на форумот на волонтери. Ние средношколците најчесто ги вклучуваме преку форумот на волонтери. А на сите тие денеска со нас што беа, особено на професорите, ама не би сакала да ги двојам нештата, многу ми беше мило што имаше различни перспективи и различни гледишта. Пак да не пратите и пак да бидите со нас во следната дискусија. Јас ви ветувам дека наредна недела ќе има повторна дискусија. Дали таа ќе биде од средношколски интерес, вие сами ќе се заклучите. Така да, децо, ви посакувам добра ноќ и на сите други што беа со нас добра ноќ и се слушаме, се гледаме во многу скорешна прилика со Младински сојуз. Фала, чао. Чао. Чао.